Господине градоначалник Илија Јовановски, ве повикуваме пред целата јавност да кажете по кој закон е именувана директорката на градинките во Прилеп Благица Филиповска, која вчера по ваша наредба си поднесе отставка во попладневните часови и на нејзино место експресно ставивте за директор друг човек. Јавноста треба да знае дали истата таа со ваша наредба е вработена со договор за 1 месец на место помошник раководител на една од градинките на 24 ноември 2017 година, за да само по 3 дена, тоест на 27 ноември 2017 година, од ваша страна е именувана за ВД директор на градинките во Прилеп. Дали истата ја вработивте, а подоцна ја именувавте за директор без лиценца за работа и дали дури денес, 10 јануари 2018 година, откако е разрешена, полага за лиценца. Сега веќе екс-директорката, претходно вработена во приватна фирма, сте ја именувале незаконски, затоа што за да биде некој ВД директор на државна или јавна институција, треба да е одредот на вработените од таа институција. Минатата недела веќе ги повикавме и просветниот и трудовиот инспекторат да исконтролираат работата во училиштата и градинките во Прилеп. Сега повторно ги повикуваме истите тие веднаш да превземат соодветни мерки. Градоначалниче Јовановски, дали сте свесни дека со вас носите кривична одговорност? Одговорете пред целата јавност дали договорот за вработување на месец дена на сега екс-директорката на градинките е веќе истечен. ВМРО ДПМН на неколку пати ве упоменуваше дека прекршувате закони за тоа што бркате луѓе од работа. Ве упоменувавме за тоа што незаконски поставените директори и се што подпишуваат е незаконско и подлежи на кривична одговорност. Ја повикуваме министерката Мила Царовска, инспекторатот кој таа го контролира, да превземат соодветни мерки против градоначалникот на Прилеп Илија Јовановски, а истовремено министерката да каже како оваа незаконски поставена ВД директорка на градинките подпишуваше документи и каква одговорност имаат сите погоре посочени страни. Почитувани сограѓани, од раководството на СДС во Прилеп и градоначалникот Јовановски се очекуваше да започнат со реализација на ветеното, а не да мислат само како најблиските до нив луѓе да се ги постават на раководни позиции по било која цена. Граѓаните на Прилеп заслужуваат одговор за секоја ваша постапка. Ви благодарам.